Наш денешен последен гостин во емисијата во живо е Никола Глигоров. Добар ден и добро ни дојде, директор на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје. Ве поканивме со една единствена цел. Вие близу 50 години преку најдолгата, најпрестижната манифестација Скопско лето живеете во едни бои, колорити, музички ноти и навистина живеете по скопски начин и на тропски горештини. Го разубавувате градот, му давате една културна димензија. Ова е точно. Пред се благодарам што ме поканивте. Добар ден за вас и за гледачите. Скопско лето започна таму некаде до 1984 година. Тоа е практично продолжение на средбите на солидарноста, кој што започна 1964 година. Сега, јас не можам да кажам колку се звезди од тоа време биле учесници на средбите на солидарноста, не жалејќи го својот труд, не жалејќи ги своите, еве да речам, и можности, за да придонесат Скопје да ја почувствува таа светска солидарност. И добро продолжение на солидарноста, на градот на солидарноста, меѓутоа Скопско лето како манифестација, јас можеби сам малку ќе ви се помешам во мотивацијата, е во освојувањето на отворените сцени. Значи Скопско лето е преценили како манифестација се родила за да биде на отворено и навистина многу отворени сцени веќе како велиме и кај други од домакинети се како почнувајќи од кеот или на Вардар. Значи Скопско лето започна на кеот на Вардар со концерти на културно-уметничките друштва кои што тогаш во тоа време ги имаше 50-60 на територијата само на Скопје. И потоа во тоа време културно-просветната заедница, а сега денес Дирекцијата за култура и уметност, почнавме да се обидуваме да носиме уметници од тогашна Југославија. Значи носиме уметници од Србија, и тоа познати уметници. Еве Радмила Бакочевиќ и не знам и други уметници кои што доаѓале и тие биле дел на Скопското лето. Па на времето вие на градскиот стадион сте правеле концерти. Тоа е нешто што масовна посетеност. Да. На градскиот стадион правевме рок хепенинг. Рок хепенинг. Правевме и со Лепи Сол концерти. Значи сите сакаа да бидат дел од тоа Скопско лето, чувствувајќи го тоа, имајќи го тоа чувство дека се дел од нешто што останало и оставило трага. Па јас ке ви кажам дека вас не ве нарекуваат луѓето од Дирекција за култура и уметност, него ве нарекуваат луѓето од Скопско лето. Никола од Скопско лето, Мирко Стефановски, бившиот директор од Скопско лето, Анче и така натаму, сите вработени. Тоа значи дека вие сте навистина бренд Скопско лето. Се обидувавме, нели? Се обидувавме и во годините наназад да го збогатиме културниот живот на Скопје. Значи, Скопско лето може би започна и како идеја за надминување на таа мртва сезона од јуни, јули, август, кога професионалните институции не работат. И со време Скопско лето стана сезона вон сезоната. Така, да. Значи, се исто така, јас морам да подсетам дека еве и 26. јули сме го одбележувале ние со изложби на наши уметници,
со изложби на странски уметници, со концерти на странски уметници, особено концерти на уметници кои доаѓаат од братимините градови на Скопје. И тука не смеам да го прескочам тој податок. Работевме еден проект Стихија со Љубиша Ѓоргиевски на плоштадот Македонија, кој што практично го илустрираше земјотресот во Скопје, односно со оган го правевме тоа. И конечно двете представи на Томислав Османли, по сценарио на Томислав Османли, која што ја работеше Виолета Џолева, Светулки во ноќта, која што се однесува до култна представа која што се играше во стариот разрушен кермес, која што се однесува на Светулки во ноќта се однесува на периодот до земјотресот и завршува со земјотресот, а после година-две ја направивме и представата Технот звезда како продолжеток на... Немаме време, само јас вака ќе кажам. Близу 50 години, Скопско лето, 40 дена трае Скопско? 41 ден. 60 до 65 програми, па тоа ако помножиме, илјадници уметници. Да, продолжете. Не, илјадници уметници и десетици илјади благородни скопјани кои што доаѓаат, ја почитуваат и ја сакаат уметност. Никола Глигоров, ви благодарам за учеството во денешната емисија во живо. Благодарам вам.